Решението со блокадата на македонската евроинтеграција е на повидок. Не е потребно ништо специјално. Само да не отвараме фабрики за оружје, за да не и бодеме очи на братска Русија. Се друго, со нивна помош, ќе си дојде на свое место. Во Бугарија има 6 бази. Ако ме слуша, 6 бази на НАТО. 2 од нив се опремени со ракети. Значи, при еден конфликт Бугарија нема да има ништо. Значи нема да остане ништо. Тоа ти е. Препораката мора да биде земена предвид и не смее да има отстапување како досега. Не смееме да дозволиме пак да бидеме наивни и незнајковци, кога веќе имаме јасна опомена за тоа како треба да се однесуваме. Значи ние сме ненормални. Ние на секои 3 месеца се вртиме. Или не знаеме кога е времето да се бориш, не знаеш. Кога е времето да се, да се повлечеш, не знаеш. Што знаеме ние? Практично не знаеме ништо. Затоа треба да се однесуваме како првите соседи на американците, оние од другата страна на заливот на свињите, и да го следиме нивниот пример. Србите кубанци, за разлика од нас, тие са друга работа. Тие тамо, цврсти са, тие са спремни, тие не са лигуши, не се вртат, абе имат принцип. Принципиелно изборот е многу едноставен. Не треба пак да подпаднеме под тоа лошо влијание на Брисел и на Вашингтон. Па така како што сме благословени, како најстара нација, подклекнувањето не смее да ни биде начин на однесување пред извитоберениот западен свет. Ги гледаме и во Европа, и во Европската унија, и надвор од тоа, разни лигуши, разни се вртат, разни педери и тоа. Јас секогаш сум правил разлика и сум правил дистинција него хомосексуалист и педер. Така. Значи, затоа што хомосексуализмот тоа е специфика, биолошка специфика. Педерството тоа е специфика на умот. Ослободени од таа особина, треба да бидеме свесни за случувањата и да сме сомничави кон се што ни се сервира преку медиумите. Не е секако што мислиме дека изгледа, бидејќи големиот Владимир Владимирович е незаменлив. И јас дури по некој момент, кога тоа си викам, абе мајка му, дали се сретнаха на вистина Путин и Трамп во Камчатка? Јас сум сигурен дека Трамп е вистинскиот, затоа што тој не е толку вреден, така што тие слободно можат да го сменат со секој двојник по тоа, разбираш и ништо, тоа е нема проблем со него, а Путин да ризикува не верувам. И на крајот, нешто сосема различно, но многу блиско до горе наведените вистини. Внатре во под површината на земјата не само што живеат цивилизации, туку сонцето кое што ние го гледаме всушност е Black Sun, црно сонце, нели кое што е внатре, и тоа емитува холограмска проекција која што нам на небото ни се гледа како бело, жолто сонце. Сонце, древна цивилизација. Тоа е таа конекција со нас, но ако не сме сигурни за сонцето, барем за ѓубрето по скопските улици сме. Тоа дефинитивно не е холограмска проекција. Не од бугари во устав или од двојникот на Путин. Ама гарантирано има врска со нечија злобна специфика на умот.